Прво, кога размислуваме на оваа тема, мислам дека е важно да се постави прашањето што всушност представува позицијата на еден пратеник. И ако одиме по таа некоја теза или по таа некоја улога на пратеникот, сепак тоа е личност која треба да ги пишува законите, која што треба да ги дискутира тие закони, да ги објаснува на луѓето, да знае како и знае што треба да прави. Не постои совршен пратеник или пратеничка, ниту во нашиот парламент, ниту пак во било кој друг. Но поентата не е во пронаоѓање на пратеник или пратеничка кој што би бил совршен, туку поентата е да пронајдеме пратеник, односно да имаме пратеник кој што ќе биде квалитетен и ќе го исполни посакуваниот профил на пратеник што треба да го поседува. Профилот е нормален човек, значи народен човек, човек од народот и за народот. Тоа е суштината на демократијата, значи не за џабе пратениците се бираат и им се дава суверенитет кој граѓаните им го даваат на избори. Како сиромашна држава недозволиво е да имаме толкави патни трошоци. Ти да дадеш колата да ти вреди 2-3 евра, а за патни трошоци да добиеш 15.000 евра колку да си купиш гарсонјера. Тоа е непоимливо. Мислам дека до толку е девастиран системов и толку ни се изместени темелите што дури и нормалното ни се чини ненормално кај нас. Така. Значи да доаѓа со точак, пола Европа политичарите доаѓаат со точак на работа. Политичката култура е на многу ниско ниво кај нас. И тоа ќе треба, имавме ние еден гостин професор, правилото на 10 генерации, веројатно тоа ќе треба. Значи ние сме се уште втора или трета евентуално генерација после транзицијата. Значи додека не се сменат 10 генерации, така било секаде, така ќе биде и кај нас. И на западот немате да мислите дека они одма ја имале културата. Не, тоа се циклуси, процеси, така што веројатно во иднина уште неколку генерации додека не изумреме, да се родат нови попаметни. И во тој случај ќе има некое скалило поместување, до тогаш ќе биде сточен пазар. На младите би им порачал да не бидат аполитични. Тоа е најголемото злосторство кое би си го направиле самите на себе, бидејќи лошите луѓе просперираат тогаш кога добрите не прават ништо.